На почеток на пресконференцијата му давам збор на професорот Дарко Лазаров. Добар ден до сите присутни. Јас во наредните неколку минути ќе се обидам да презентирам дел од резултатите и заклучоците кои произлегува од студијата која што Стопанската комора на Македонија во соработка со група на експерти од дома и странство ја работеше во изминативе повеќе од 6 месеци, студија која се однесува на идентификување на развојните можности и потенцијали за извозна диверзификација и структурна трансформација на македонската економија. Денешниот фокус нормално ќе биде на примарно земјоделие и на прехранбена индустрија како значителни извозни сектори за македонската економија. Пред да преминам на презентирање на дел од резултатите и заклучоците кои произлега од студијата, накратко би сакал само да дадам една елаборација на тоа кој беше главниот мотив и причина за изработка на оваа студија. Имено сите наши претходни анализи и истражувања укажуваат дека едни од клучните ограничувачки фактори за прилично бавната развојна динамика на македонската економија во изминатиот период е ниското ниво на индустриализација, лошите извозни перформанси на економијата и прилично лошата извозна структура. Во таа насока цениме и сме силно уверени дека идниот развој на македонската економија единствено може да почива само на интензивирање на процесот на модерна индустриализација и зголемување на извозните перформанси на македонската економија. Секако прехранбената индустрија, пак ќе повторам, како еден од клучните сектори, извозни сектори на македонската економија, има прилично значаен удел, односно фокус во рамките на нашата анализа и во рамките на сознанијата на самото истражување. А практично тоа и самите резултати од анализата го покажуваат. Во 2019 година вкупниот извоз на примарно земјоделие изнесува 210 милиони евро, од кои 35 милиони се примарно земјоделски производи од животинско потекло и 175 милиони од растително потекло, пред се мисли овде на овошје и зеленчук, додека вкупниот извоз на прехранбена индустрија изнесува 410 милиони евра, од кои најголемо учество има тутун и производи од тутун, околу 145 милиони евра или 2,2% од вкупниот извоз на македонската економија припаѓа на тутун и производи од тутун, понатаму 75 милиони безалкохолни алкохолни пијалоци, пред се овде се мисли на вино, кое што Македонија, сите знаеме, традиционално го извезува долги години, некаде околу 65 милиони е вкупниот извоз на вино во 2019 година и 191 милион евра е извоз на останатите производи од прехранбената индустрија. Овде се мисли на месната индустрија, кондикторска индустрија, конзерва индустрија, пекарска индустрија, индустрија за здрава храна и храна за животни. Вкупниот извоз на примарно земјоделие и прехранбена индустрија во 2019 година изнесува 621 милиони евра или околу приближно 10% од вкупниот извоз на македонската економија. Ова практично покажува дека прехранбената индустрија и примарното земјоделие има значајна улога во вкупниот извоз на македонската економија. Она што исто така произлезе како заклучок од анализата, дека во изминатиот период имаме континуиран тренд на зголемување на извозот на примарно земјоделие и прехранбена индустрија, меѓутоа она што не е поволно е тоа дека растот на извозот на примарно земјоделие е поголемо од растот на извозот на прехранбена индустрија. Сите ние знаеме, а и студијата практично основната цел е како да го зголемиме извозот на производи кои имаат повисок степен на финализација и додадена вредност, па во таа насока залагањата и политиките во наредниот период треба да бидат фокусирани кон прехранбената индустрија и кон производи од прехранбената индустрија, бидејќи тие имаат повисок степен на финализација и додадена вредност. Како практично од примарно земјоделие како инпут, како главен инпут или ресурс да се зголеми извозот, производството и извозот на прехранбени производи. Она што исто така беше вака интересно во рамките на истражувањето е во делот на квалитативната анализа, во смисла на тоа кој го создава тој извоз на ниво на поединечен производ, колку компании имаат извозна активност, какво е нивото на софистицираност на тие производи кои што се предмет на извозната структура во рамките на овие сектори. Резултатите
од самото истражување укажува дека вкупниот извоз во примарно земјоделие го создаваат 110 компании, извозни компании, додека во рамките на прехранбената индустрија 164 и 50 во индустријата за пијалоци, или вкупно 323 компании во рамките на овие два сектори имаат извозна активност. Само за илустрација, вкупниот број на извозни компании во рамките на преработувачката индустрија во Македонија 1500, помалку од 1500 компании, што значи голем дел од тие компании се во рамките на овие два сектори. Од аспект на тоа во колку производи овие два сектори односно Македонија е специјализирана за извоз во овие два сектори, односно колкав е бројот на извозни производи за кои Македонија има компаративна предност и македонските извозни компании имаат компаративна предност. Резултатите покажаат дека во рамките на примарно земјоделие Македонија извезува 50 производи со компаративна предност, додека во рамките на прехранбена индустрија извезува 40 производи со компаративна предност. Нормално дека предметот на тргување на производи во светската трговија во рамките на овие сектори е многу поголема, тоа покажува дека Македонија во наредниот период има простор за извозна диверзификација во смисла на зголемување на бројот на извозни производи, посебно пак повторам, во прехранбената индустрија, во која што практично постои можност за понатамошна диверзификација. Од аспект на извозната концентрација, тука резултатите се прилично неповолни, особено во прехранбената индустрија, имено вкупниот извоз на топ 10 најизвезувани производи во рамките на прехранбената индустрија имаат 76,5% од вкупниот извоз, оној 410 милиони евра, што значи само мал број на производи го создаваат вкупниот износ на извоз на прехранбена индустрија. Тоа претпоставам дека е резултат практично на извозот на тутун, бидејќи тој учествува прилично значајно во вкупниот извоз на прехранбената индустрија, околу 30% од вкупниот извоз на прехранбена индустрија се извоз на тутун и производи на тутун. Тоа покажува дека пак повторам на истата констатација дека Македонија има потенцијални компаративни и развојни потенцијали и капацитети во овие сектори, особено во прехранбената индустрија, меѓутоа потребна е системска поддршка, потребни се сет на економски политики кои ќе бидат во насока на поддршка на извозно ориентираните компании во прехранбената индустрија. Едноставно ние треба како економија да се пренасочиме од производи со понизок степен на финализација кон производи со повисок степен на финализација. Најдобар пример за тоа во ланецот на снабдување во рамките на овие индустрии пренасочување од примарно земјоделие кон прехранбена индустрија. Исто така на крајот ќе завршам со ова. Во рамките на анализата беа направени детални истражувања во однос на мапирање на извозни производи за кои македонската економија има потенцијални компаративни предности. Цениме дека овие резултати може да бидат исклучително корисни во градење на нова стратегија за прехранбената индустрија. Исто така мислам дека и сум уверен дека овие истражувања и резултатите од истите може да им помогнат на вистина на компаниите во делот на тоа каде да се преструктурираат во наредниот период, односно кои се тие производи за кои постои компаративна предност, односно за кои постои можност во наредниот период да бидат предмет на извоз на македонската економија. Идентификувавме 20-30 такви производи. Најголем дел од нив се во рамките на конзервната индустрија, во рамките на пекарската индустрија, во рамките на останатите индустрии кои се во делот на преработка на овошје, мед и така натаму, така да постојат доста, пак повторам, постојат доста можности кон кои Македонија во наредниот период треба да се преструктурира. Благодарам. Благодарам, повелете, Петрушев. Благодарам. Добар ден и од мене за сите присутни. Се надевам дека успеавте да ја доловите сликата што професор Лазаров ја прикажа поддржано со мноштво на квантитативни податоци. Јас ќе се обидам на кратко во име на Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија да дадам едно квалитетно резиме. Квалитативно резиме, како го те поточно лекторите, тоа треба да кажете. Значи, се уште сме исправени пред предизвици затоа што Македонија се уште е нето увозник на храна. Што значи дека уште повеќе предизвикот е голем затоа што и во тој дел што го извезуваме доминира свежото овошје и зеленчук, значи производи со ниска додадена вредност, а преработувачката индустрија допрва треба да го најде својот пат кон извозот и
конкурентност. Целта на мерките за поддршка на руралниот развој што се применуваат повеќе од една деценија беше првенствено да се обезбеди доволна количина на суровина како за извоз, така и за преработувачката индустрија. После повеќе од една деценија на примена се уште сме во фаза каде што се исклучок на тутунот, во останатите гранки на земјоделското производство не сме дојдени ни до доволни количини за преработувачката домашна индустрија, а камоли пак да зборуваме за квалитет, каде што квалитет и конкурентност, каде што се уште пред нас постојат големи предизвици, има голема потреба за унапредување. Тоа практично значи дека уште денес треба да се размислува за една промена на системот на поддршка, да се бара продуктивност низ воведување на нови технологии во земјоделското производство, а тоа значи и поддршката да се фокусира кон оние субјекти кои што може да бидат носители на развојот, на продуктивноста, на конкурентноста и на тој начин носители на извозот. Секако не треба да се заборават ни останатите примарни производители, поддршката за нив како треба да продолжи, затоа што тие се уште се јадрото на нашето земјоделско производство. Меѓутоа, можеби треба да се преструктурира така да не постои знак на еднаквост, туку да се стимулира квалитетот и да се наградува постигнатиот квалитет. Примарната цел на сето ова е да ги задржиме постоечките земјоделци, а потоа да размислуваме како да го зголемиме бројот. Треба да се постигне поголема продуктивност и конкурентност, да почнеме навреме, затоа што без оглед после колку години ќе влеземе во Европската Унија, после колку години преговарање и подготовки, ако влеземе неподготвени, ризикуваме цели гранки во земјоделската индустрија да доживеат не баш убави моменти. Затоа треба час поскоро да почнеме да се подготвуваме за да спремно да очекаме да бидеме конкурентни и продуктивни. Во таа насока, верувам, дел од вас се сеќаваат, Стопанската комора пред известно време усвои еден материјал наречен Насоки за унапредување на земјоделството и прехранбената индустрија. Па сега ќе искористам прилика да потсетам само на дел од нив. Тој е поширок материјал кој што има и поголема елаборација на точките, меѓутоа времето ни е малку ограничено, па сега не можеме да се расприниме во експликација и елаборација, само ќе потсетам на дел од нив. Тоа е засилување на диверзифитетот и генетските ресурси, како во растителниот, така и во животинскиот дел. Значи, воведување на квалитетен репроматеријал, мислам на семенски материјал, мислам на генетски потенцијали во сточарството, за постигнување на поголема продуктивност, а со тој и економичност на производството. Ние се уште далеко заостануваме, без оглед дали е по приноси по хектар во растителниот дел или принос на млеко и месо по грло добиток, далеко заостануваме за просеците, дури и земите во регионот, а камоли европскиот, така да ни предстои голема работа. Примена на агроеколошки мерки за да можеме да одговориме на предизвиците кои што ни ги носат климатските промени. Нашата земја сигурно нема да биде имуна на влијанието на глобално затоплување и климатски промени. Гледате дека се случуваат се побрзи и поинтензивни промени и ние треба да сме спремни да одговориме на соодветен начин. Преку воведување на нови технологии за предвидување на временски прилики и неприлики, преку градење на големи бази на податоци со цел да се предвидува развојот на климатските промени, па и конкретни настани во дадена сезона, за да може соодветно и да се одговори. Да се вратиме на фокусот на руралниот развој, развојот на селото, пред се инфраструктурниот развој. Кога велам инфраструктура, би рекол прво патната, а потоа и животната инфраструктура. Она што возможува добри услови за живење и квалитетни услови за живење. Особен фокус на образовната инфраструктура во селата. Само така ќе можеме да ги задржиме земјоделските семејства да останат таму и не само постоечките, туку и идните генерации. Заштитените географски потекла секако се потенцијал кој што лежи пред нас неискористен. Најнапредни во тој дел се во винарската индустрија, меѓутоа и таму го немаат се уште заокружено тој процес и го немаат завршено патот за меѓународно признавање на тие географски потекла. Тука се и традиционалните производи, кои што земјата се издвојува, кои што може да пружат особен потенцијал. Еве сега да искористам приликата, нели Ханилент е добар пример и без оглед не треба да не фрустрира што не добивме Оскар, земјата е промовирана. Таа дејност е навистина доживеа своја светска афирмација.
И на крај секако органското производство, затоа што ние сме се уште земја каде што има простор кој што не бил допрен од загадувањето и човечкото влијание. Само треба да бидеме попаметни да го најдеме тој простор, да видиме како на рационален начин да ги користиме природните ресурси и на светот да му се представиме со тоа наше органско производство кое што не се бори за извоз со количини, туку со додадена вредност и со квалитет и препознатливост. Повеќе не би должел, мислам, ова е тема која што не 15 минути, не би 250 минути би ни било малку, меѓутоа еве да оставиме простор, верувам и прашање доколку има. Повелете да го имате прашање. Еве ова што го рековме, не сме стигнати уште ни до доволно количини, а камоли соодветен квалитет. Да имаше ситуации кога се продаваше за џабе овошјето за вечер, што можеше да се преработи. Може да збориме за повисок степен на обработка, кога немаме доволно дестилари, сушари, многу земјоделски производи се пропаѓаат, се препостоја булките, со сливите, со праските. Па затоа и ако може би забележавте, реков, мерките за поддршка на руралниот развој предлагаме да бидат фокусирани кон оние субјекти, било се тоа инвеститори или постоечки компании, за кои што може да бидат носители на тој развој, кои што би биле спремни да вложат на рационален, продуктивен и секако профитабилен начин. Да не забораваме дека целта на секоја економска дејност на крај да создава додадена вредност, од која што користи има и инвеститорот и пошироката заедница. Тоа не е прашање на кое што може да се даде едноставен одговор, за жал е многу покомплексна материја. Верувајте, која год бројка да ви кажам ќе сгрешам. Рековте се политики дека треба дека рече некако 30 години постојано андрени политики се форсираат да речеме висока сума на субвенции, што значи додека го погрешно правето некако што конкретно треба да се може да се Вака, еве јас накратко ќе се обидам да сумирам дел од тие аспекти кои вие ги кажавте во делот на поддршка на извозот, конкретно во делот на преработувачка индустрија. Видите, македонскиот извоз во изминатиот период, посебно на мали предпријатија и така натаму во рамките на конзервна преработувачка индустрија за храна, и нивните оние маркетинг капацитети не се доволни. Во таа насока никогаш досега, например, ниту една влада во Македонија не се фокусираше на градење на мрежа на извозни промотори кои што ќе работат за малите компании во рамките на преработувачката индустрија, во градење на нови капацитети, во градење на можности за извоз на нови пазари. Значи, едноставно, извозната активност, посебно барањето и пенетрацијата кон нови пазари и така натаму е сложен процес. И тој процес уште повеќе е скап процес. Поединечните компании во рамките на преработувачката индустрија кои што имаат, да речам, капацитет и извоз од 1, 2, 3 милиони евра, немаат економска исплатливост да создаваат маркетинг капацитети кои што понатаму ќе бидат, нели, ќе ги отвараат вратите кон извоз на нови пазари. Во таа насока една од мерките е, например, креирање на промотори на македонскиот извоз, посебно во делот на прехрамбената индустрија, бидејќи внимавајте, денес науката, и економската наука, вклучувајќи и науката за истражување на пазарот и така натаму, е толку софистицирана, постојат толку корисни и конкретни податоци, така да едноставно вие можете со една добра анализа кој што ќе ја направи државата да ги најдете потенцијалните пазари на ниво на поединечен производ во рамките на прехрамбената индустрија за кој Македонија има можности во наредниот период да извезува. Ова анализа која што ние ја правевме во комората беше од аспект на понудата. Што е тоа што ние можеме како земја врз база на акумулирани капацитети, способности, знаење и така натаму, вештини врз база на потенцијални компаративни предности да произведуваме во наредниот период. Меѓутоа, од друга страна, нормално во таа анализа економска треба да видиме и страната на побарувачката. Кои се тие производи кои што светот ги увезува, односно производи каде што ние можеме да извезуваме. Така да во таа насока мислам дека еден таков
сет на мерки за градење на извозни промотори или извозна подршка на овие компании од прехрамбената индустрија може да бидат исклучително корисни во насока на зголемување на извозот на прехрамбени производи. И целата таа логистика кога зборам за градење на подршка за македонскиот извоз, не мислам само за една мерка од типот на извозни промотори, туку мислам на еден сет на мерки институционални, инфраструктурни, логистички, финансиски и така натаму, кои што може да и помогнат на македонските компании во делот на зголемување на нивните извозни активности во рамките на прехрамбената индустрија. Понатаму исто така, во Македонија недостасува, јас не сум експерт од земјоделие, меѓутоа врз база на анализата на ланецот на снабдување недостасуваат голем број на стручни, квалитетни студии во делот на тоа кои се тие производи, која е таа технологија, кои се тие кадровски капацитети кои треба да ги изгради една компанија, една земја за да почне да произведува и да се специализира во конкретни производи. Видете сега, ова го кажа и претседателот на Сдруженијето. Вие имате голем извоз на јаболко, голем извоз на праски, а имате производи кои нашата анализа ги покажа за кои Македонија има компаративна предност, а за кои производи има голем пазар во светот. Еве да речам храната за бебиња и деца. Од типот на кашички за, не знам, од круши, кашички од праска, од јаболка и така натаму. Така да едноставно, не знам, ние во изминатите 30 години ја девастиравме преработувачката индустрија, не само прехрамбена, туку целата индустрија. Едноставно, владите, креаторите на политиките многу малку внимание посветува на тоа, за разлика од другите земји во регионот. Кога зборам за регионот, мислам за вишеградските земји, Словенија и така натаму. Еве земете ја Словенија. Словенија има многу интересна приказка која практично ние можеме да ја следиме во делот на земјоделие. Како се од 90-тите години наваму како се преструктурира од примерно земјоделие кон преработувачка прехрамбена индустрија. Претпоставам дека тука треба да има и конкретни мерки во делот на финансиска поддршка на државата за отварање на производни капацитети, посебно во тие сегменти кај што практично анализите ќе покажат дека Македонија има потенцијални компаративни предности. И секако тука не би требало да ја намалиме одговорноста на претприемачкиот дух на приватниот сектор во Македонија. Едноставно бизнисот мора да граби кон нови можности, особено во сегментот каде што ние имаме потенцијални компаративни предности, а тоа е практично една од тие прехрамбената индустрија. Ние да не се залажуваме дека, не знам, можеме утре да изградиме извозен шампион или извозна компанија во хај-тек индустрија, не знам, да му парира на Samsung и така натаму. Ние сме далеко од било какви претпоставки за извоз на такви производи. Ние треба да се базираме на она што природно го поседуваме, а тоа е прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор, особено ова што и претседателот го кажа во делот на органско производство, во делот на некои производи во земјоделие кои што имаат повисока додадена вредност. Сега кога си дозволам маце човек што следи пусиот целата, што следи 20 години земјоделство, да кажам дека генерално ние што откриваме овој сектор, овие работи горе-долу ги знаеме. Верувам и креаторите на политики се јасни. Каде е проблемот? Значи, ова е дефинирано и кажано многу пати. Да речеме, може не на овој начин, ама некако понеко. Каде е кваката? Зошто, да речеме, тоа што се констатира, потоа во пракса не може да се спроведи, ако е јасно дека фали, дека не достига, дека не функционира. Еве пак ќе повторам. Ова е пак ќе речем моје лично мислење. Да. Може би недостатува некоја соработка, конекција меѓу науката, пак ќе речем производителите, предприемачите сите заедно почнат да седнуваат на тези информации. Па не само да седнуваат церемонијално како што ние практикуваме како нација и како менталитет, ние вака се собираме често, работиме стратегии, дискутираме и тоа останува тука. Тоа на имплементацијата на тие истражувања, анализи некако ни каска во изминатиот период. Друго сакам да се вратам на ова што го кажавте вие во делот на креирање на политики. Јас чувствувам дека во Македонија не се изгради консензус по однос на прашањето за индустријата, за преработувачката индустрија во изминатите 28 години и не случајно ова деиндустриализација која што на земјата и се случува овие 28 години. Сите креатори на економски политики помалку или повеќе беа фокусирани на страната на побарувачка. Како преку брзи мерки, како преку брзи политики да стигнат до некаков краткорочен ефект во економијата. Пазете, овие прашања
кои ние ги изборуваме заедно со комората, заедно со луѓето од фелата, посебно во делот на преработувачката индустрија, кои што реално се соочуваат со голем број на проблеми во градење на конкурентски предности и така натаму, сме на ставот дека едноставно мора фокусот, приоритетот, независно на креатори, на политики и така натаму, да биде преработувачка индустрија. Таа со себе носи еден сет на други мерки. Еве го спомни председателот, инфраструктура. Пазете, вие не може да градите преработувачка индустрија ако немате инфраструктура. И таа инфраструктура треба да се прилагоди кон потребите на преработувачката индустрија. Или, не знам, креирањето на образовни политики. Вие мора да ги насочите кон преработувачка индустрија. Или, не знам, градењето на иновацијски капацитети. Вие мора да ги насочите конкретно кон одредени сектори, кон одредена индустрија, кон одредени производи, кон одредени компании. Пазете, сега во светот тренд на креаторите на економските политики е да се фокусираат на оној вертикален пристап. Кои се тие производи, кои се тие компании кои што можат да дадат, кои имаат најголем развоен потенцијал и кои што можат да дадат најголема вредност за македонската економија. Дај да ги најдеме тие компании, да ги мапираме, да ги селектираме тие производи, државата да работи рака за рака со нив. Мислам дека само на тој начин може да обезбедиме некој долгорочен успех во развојниот процес на македонската економија. Посебно пак ќе повторам во делот на преработувачка индустрија. Многу малку внимание во изминатиот период се посветуваше на преработувачката индустрија. Верувајте, сите анализи и теоретски и практичните сознанија на брзорастечките земји од Азија, на успешните посттранзициони економии од Централна и Источна Европа укажуваат дека преработувачката индустрија е столбот или моторот на развојот, посебно за мали отворени економии, каде што пазарот е прилично мал. Вие како сакате, какви сакате политики креирајте во делот на стимулирање на потрошувачката финална, тие се вртат во круг, едноставно не можат да дадат резултати затоа што нема девизен прилив. На Македонија треба девизен прилив, а девизниот прилив можеме да го обезбедиме само преку поголем извоз. Може тука и ја би се надоврзал на оние 28 години. Ние како економија и како нација би рекол сме малку проблематични во дефинирање на приоритети. Што ни е приоритетно? Нас се ни е приоритетно. Не може ни една економска и да се изготви некоја економска студија која што ќе идентификува 1, 2 или 3 производи со потенцијал, со компаративни предности за извозот, то после се расплинува во други приоритети и на крај оние ограничени кадровски и финансиски ресурси ги расплинуваме наместо да ги фокусираме. Можеби и тука треба да се промени и кај нас од бизнисот и во финансителите и креаторите на политиките да стварно дефинираме со помош на науката што е тоа што има најголема предност и таму се фокусираме. А не потоа да упаднеме во замката на се ни е приоритетно и на крај ништо не е доволно поддржано. Еве, ќе употребам, прашавте што треба да се промени, ќе употребам пример од матичната индустрија од која што доаѓам, тоа е млечната. Таму сега имате практика каде што литар произведено предадено млеко се поддржува со одредена субвенција. Таа субвенција е еднаква за секој производител без оглед на количини и квалитет предадено млеко. Еве да почнеме од тука, ние тоа го предлагаме како дејност. Да таа програма на субвенционирање, па макар и во рамки на истиот фонд на средства, биде распределена така да повеќе добијат оние кои што ќе предадат повисок квалитет во споредба со оние кои што ќе предадат понизок квалитет. Економијата, бројките се тие кои што ќе ги натераат луѓето да малку повеќе вложат, производителите на млеко кои што ќе да вложат во хигиена, во своите капацитети за да се подобри, затоа што пак ќе речем одредени стандарди постојат и во Европската унија, а тие ќе мора да ги примениме и ние. Ако навреме не почнеме да се подготвуваме, цела една дејност се доведува под голем ризик. Ова е само како илустрација затоа што сум најмногу запознат со тоа, меѓутоа истиот принцип веројатно може да се преслика и на многу други индустрии. Фокусирано да се стимулира она што ни треба, дали во одредена дејност е квалитет, дали во одредена дејност се приноси и количини, ќе можеме само така да ги постигнеме саканите резултати. Од друга страна, треба отворено се каже дека и од страна на бизнисот треба повеќе да се биде спремен и отворен за меѓусебно здружување и меѓусебна соработка. Затоа што надвор од границите на земјата ние не сме конкуренти, ние треба да соработуваме затоа што земјата како таква е конкурентна, се конкурира со целиот свет. Тоа беше добро препознаено, да речеме, во винската индустрија уште пред 10 години. Со формирањето на струково здружение кое што како такво се наметна, се истакне и добива соодветна поддршка. Инаку разбиени и разединети секој гледајќи го својот двор
тешко дека ќе можеме да постигнеме било каква цел. Доколку немате други прашања, ви благодариме за присуството.